Почитувани граѓани на Кавадарци, добар ден. Драго ни е денеска што сме кај вас. Трибината насловена Силна економија, шанса за сите е трибина која што веќе помина неколку градови во Република Северна Македонија. Мене како кавадаречки зет особено ми е драго што сум денеска тука со вас. И да не одземам повеќе од времето, со нас е Кочо Анѓушев, заменик председател за економски прашања во нашата влада. И председателот Зоран Заев, премиере повелете. Почитувани кавадарчани, добар ден и од мене. Ни правите голема чест што еве денеска овде блиску до Пладне сте заедно со нас. Кавадарци е еден од најважните региони во државата. Секој пат сакаме да отвараме теми и за дискусија, и за дебата, да ги отвориме проблемите кои што екзистираат, но и да се подсетиме кои биле, како сме ги решавале, заради тоа што економијата е важен составен дел за секој граѓанин, за секое семејство, за секоја општина, за секој регион и за целата наша земја. Сакам да ги поздравам овде присутните градоначалникот, кој што ни прават чест со неговото присуство на Кавадарци, но и градоначалникот на Росоман, градоначалникот на Демир Капија, советниците од Советот кои што се овде присутни, сите деловните луѓе кои што се дојдени. Навистина сакаме да отвориме една граѓанска дебата на тема економија, која што е многу важна за сите нас. Големи политички одлуки се донесува во државата. Сакам прво да ве уверам сите дека главната мотивација да ги решиме крупните проблеми на оваа наша земја беше економијата, стандардот кај граѓаните, иднината, желбата да ги задржиме младите овде, да генерираат поголем приход, да стварат подобар амбиент и да бидат демотивирани да не ја напуштат земјата. Во едни вакви околности, дефинитивно, денеска сме земја која што има само пријатели. Ние сме единствена земја во цела Југоисточна Европа која што нема билатерални проблеми со ниту еден свој сосед, која што нема проблеми со границите, која што буквално блеска во целиот свет и за која што целиот свет збори со суперлативи и сака да ја помогне. Дојде време да работите навистина зависат од нас. Овде, од граѓаните, од владата, од локалните самоуправи, од парламентот, од правосудството, но од сите нас заедно дома. Во такви околности, прашањето е дали ќе го искористиме овој позитивен момент, да ги засукаме ракавите и да изградиме општество достоинствено за живење овде. Затоа што друга татковина немаме, друга земја немаме, други планови не сакаме да имаме, сакаме сите планови што ги имаме да ни бидат овде во нашата земја. Во едни такви околности, оваа влада ќе продолжи да негува диалог, разговори, соработка со сите можни институции. И само здружени, заедно, сплотени, можеме навистина да помогнеме на нашиот народ да има достоинствен живот. Политиките кои што ги водиме се генерално да го зголемиме финансискиот капацитет на секое семејство. Овде во Кавадарци веќе презедовме сериозни чекори. Мислам дека во делот на лозарството, порано во минатото, никогаш не се решавале вака проблемите. Заедно здружени, парламентот, извршната власт, локалната власт, лозарите, здруженијата на лозарите, изнаојдовме начини и за проблеми кои што се провејуваа од 2014, 15, 16, 17, па дури од ланската година. Донесовме одлуки храбри, заради тоа што верувавме дека нема зија. Државата ако најде алатки, флексибилни механизми, да ги пушти парите назад кон граѓаните. Дури кога приватни компании, по основ на стечај или било какви други постапки, должеа на лозарите, направивме байпас решенија, директно од вашите пари, од буџетските пари, да ги вратиме парите назад. Затоа сакам да се заблагодарам на соработката на сите чинители, сите што учествуваа во оваа работа, вклучително и Советот, представен од сите советници во самиот Совет. Дефинитивно покажавме дека кога сме здружени и заедно, ефекти од таа работа имаат граѓаните за кои што постоиме и за кои што функционираме. Годишно остануваат 11 милиони и 400 илјади евра кај граѓаните само од воведувањето на ефтината тарифа. Некаде околу 12 милиони евра е намален трошокот на сите граѓани на нашата земја само од укинувањето на радиодифузната такса. Намаливме трошоци
во многу сегменти, како што се катастарските трошоци и многу други аспекти, каде што буквално падна се вкупните трошоци кои што едно семејство ги има. Целта ни е да ги зајакнеме се вкупните приходи кои што доаѓаат до сите наши семејства. И тоа е возможно само ако економски зајакнува државата. Ова година навистина е година на економијата. Дури 2018 година ја завршивме со рекордни податоци, кои што само по себе е најава дека следува добро време за сите граѓани и за нашата земја. Убеден сум, ако сите се посветиме, буквално во тој правец, да ги движиме работите, ќе биде Македонија достоинствено место за живење. Јас сум убеден дека тоа можеме најуспешно и најефикасно да го постигнеме ако сме заедно и ако сме сплотени. Политичарите доаѓаат и заменуваат. Ние може бидеме различни за време на кампањи. Можеме буквално да се напаѓаме како сакаме. Но надвор од тие 20 дена кампањи да се трудиме сите да работиме заедно. Ова 2018 година за нас што е, ја завршивме со рекордни странски инвестиции. 624,5 милиони евра се странските инвестиции во 2018 година. А таа беше годината кога склучивме и договорот со Грција. Таа беше годината кога немаше ништо почнато поврзано со НАТО. Немаше ништо на повидок во делот на Европската Унија. Каде што за секоја инвестиција е важна стабилноста, безбедноста, трајниот мир кој што НАТО го носи. Со 624,5 милиони евра тоа покажува дека интересот за вложување во Република Северна Македонија е неколкукратно зголемен во споредба со претходните години. Ние сме од 2011 година, која што била добра година за странски инвестиции, дупла е поголем процентот на странски инвестиции или во милиони евра од таа 2011. Или 2012, 13 и 14 заедно, како години со странски инвестиции, се помалку од 2018 година, како година со странски инвестиции. Овие денови веќе ги гледаме, податоците ќе мора да се објавуваат и за растот на бруто домашниот производ. Ќе бидат одлични. Јас сум убеден од нашите параметри кои што ги гледаме, дека ќе имаме одличен раст на бруто домашниот производ во последниот квартал за 2014 година, но и првите податоци што стигат за јануари 2019 година ќе бидат исто така одлични. Сето тоа кажува дека сме на вистински пат. Во едни такви околности ќе продолжиме понатаму да го дигаме стандардот на граѓаните. 2019 од 1 јули почнуваме со повраток на данок на додадена вредност. Тоа по нашите пресметки покажува дека во просек во македонско семејство ќе се влеат 30.000 денари дополнително пари од данокот што го плаќаме. И целта е навистина да се помогне и на државата за да анулира даночната евазија, односно неплаќањето на данокот на додадена вредност преку граѓаните кои што ќе бидат заинтересирани да ги повратат овие пари. Моделот е готов. Пред неколку дена одржав состанок со Министерството за финансии и Управа за јавни приходи и тоа значи буквално на сите фискални сметки кои што ги добиваме, данокот кој што е изразен внатре на фискалната сметка 15%, секој граѓанин постар од 15 години ќе може да го поврати. Дури и децата кога ги пуштиме да купат леп, да купат млеко, ќе ја донесат сметката, ќе ја регистрираме како повозрасни луѓе кои што имаме лична карта, трансакциона сметка, сме евидентирани во даноци, а сите имаме даночни пријави, сме евидентирани, ќе можеме да го направиме тој повраток на данок на додадена вредност. Од прилика очекуваме од овде меѓу 60 и 100 милиони евра пари дополнително да се вризгат кај граѓаните. Да не зборувам за сите други мерки кои што ги имаме во план да ги спроведеме во периодот кој што постои пред нас. Мораме да бидеме и фер и праведно општество. Вчера на владата поминаа неколку значајни закони од областа на социјалната политика. Социјалната помош досега просечно за семејство беше 3090 денари. Се работи за 4-члено семејство, 2 родители и 2 деца, добиваат месечно 3090 денари. Ако законот успееме до крајот на март да го донесеме, во април месец социјалната помош за такво просечно семејство ќе биде над 11.000 денари. И при тоа ќе воведеме механизам веднаш да им се бара работа на социјално загрозените семејства кои што земаат социјална помош. Ако прв пат одбие работа и втор пат одбие работа, ќе биде укината социјалната помош. Но таа социјална помош што ја даваме на вистина за социјално загрозените семејства да биде достоинствена, да може
колку толку семејството подобро да се организира. Заедно во пакет со овој закон е и законот за државната социјална пензија. Земјоделските наши краишта имат многу луѓе што наполниле 65 години возраст, а немат пензија. Никој не се прашува како живеат тие луѓе. На некои децата им се во странство. На некои не можат децата сами да го гледат своето семејство. Останете се тие луѓе на маргините. Ќе ја воведеме буквално, ако во март помине законот во парламентот, вчера помина во владата, државната социјална пензија, која што буквално на секој граѓанин, на секој што наполнил 65 години возраст, ќе добие уште во април за март месец државна социјална пензија. Офаќа илјадници наши граѓани. Овие аргументи ги кажувам дека владата, парите кои што ги собира преку вашите даноци кои што ги плаќате, преку сите други давачки такси, има намера да ги враќа назад према граѓаните. Затоа што ако граѓаните имат пари, тие пари ги трошат. Парите се трошат за плаќање на давачките, на даноците, на вересиите, на кредитите кои што ги имаме сите, но ја зголемуваме и севкупната потрошувачка моќ за сите граѓани. Во едни такви околности, она која што сакам да го кажам е радоста која што споделуваме. Например, во декември минатата година имаме зголемување на нето просечната плата во нашата земја за 8,1%. Цела година која ќе земеме имаме зголемување за некаде околу 6% на платата. Трендот покажува дека како доаѓаат странските инвестиции, како државата повеќе враќа пари назад кон граѓаните, како зајакнува домашното стопанство. Самото тоа прави притисок за подигање на платите. Платите мораме да ги дигнеме. Затоа што не можеме да обстанеме со плати од 250, 300 евра, па и 400 евра. Конечната цел мора да биде просекот да го постигнеме од 500 евра и јас верувам дека 2020 година ќе имаме просечна плата во нашата земја од 500 евра. Тоа не е невозможно, само ако се насочиме кон политиките кои што дефинираат постојање на државата, буџетот, власта заради граѓаните. И верувам во таквите политики дека ќе дадат резултат. Сите овие ефекти се враќаат и кон државата, затоа што се мултиплицирачки ефектите кога граѓаните имат повеќе пари. И тие пари буквално ги враќаат назад кон граѓаните. Неколку работи кои што исто така сакам да ги спомнам е дека во државата исплативме 400.000 евра годишно за 1699 работници со ниски приходи за субвенционирање на годишниот одмор. 9900 семејства добиват над 10 милиони евра пари како стечајни работници во државата. Намалени се, како што реков, катастарските трошоци за 90%. Отпишавме камати на стари долгови за електрична и топлинска енергија, за вода и за смет, проблем кој што на крајот ќе даде ефект кој што допира до 200.000 семејства. Само од Евана за долгови, за кои што се влечат наши граѓани по извршители, се околу 200.000 семејства кои што ги должат за 110 милиони евра долг, основен долг, до 2006 година. Се со блокирани трансакциони сметки, извршителите секоја пара што им легнува на сметките им ја зима. Ова ќе го решиме трајно, веќе управните одбори на компаниите носат одлуките, државата го зазема својот став, 110 милиони евра ќе ги избришеме како долгови, чисто граѓани, нашите граѓани, чисто долгови ги имат према Евана за струја. Се намалуваат и нотарските и услугите на извршителите. Од 50 до 90%, а дури 16 ставки кои порано постоја како трошоци ги укинавме. Целта е за тие огромни извршителски и нотарски трошоци, кои што ги имат граѓаните, да ги намалиме да бидат под 30% од тоа што денеска го имат. Во едни такви околности создадовме услови, например, сите казни кои што граѓаните ги плаќаат да бидат намалени за 70%. И тоа се ефекти кои што уште ова година ќе ги почувствуваат граѓаните и ќе се одразат врз севкупниот буџет на секое наше семејство. Во 2019 година околу 35 милиони евра пари назад кои граѓаните ќе се вратат преку социјалните реформи. Значи ставивме 2 милиарди и 200 милиони денари пари директно за најзагрозените граѓани. Овде се за лицата со посебни потреби, но и за сите кои што се под прагот на сиромаштијата во државата, за да можеме да го зајакнеме нивниот социјален статус. 140 милиони евра
даваме на преку 100.000 земјоделски семејства за субвенции и ќе продолжиме да ги даваме. Владата е најсрекна кога ќе треба да донесе одлука на правен, на легален начин да им помогне на земјоделците. Сите знаеме дека овде не смееме да застанеме. Мораме да направиме дополнителен притисок да има постабилни цени на продажбата на винското грозје, но и дури на трапезното грозје. Мораме да ги следиме современите трендови, ќе продолжиме со зголемување на субвенциите, за да можеме да ги мотивираме земјоделците да продолжат да ги обработуваат нивите и да ги одржуваат традиционалните наши економски дејности кои што се познати за Македонија. Оваа година земјоделците прв пат ќе имат право на повраток на персонален данок. Тоа од буџетот ќе значи повеќе од 5 милиони евра дополнително пари вратени на сите земјоделци кои што не надминуваат вкупен приход од 1 милион денари, ќе имат право целиот данок кој што е калкулиран да може да си го вратат како персонален данок на доход кој што го плаќаат. Да не зборувам дека 4 милиони евра беа дадени 2018, ова 2019 нови за младите земјоделци, лани 424 млади граѓани добија по 10 милиони евра грант за да може да стартуваат свое земјоделско производство и така натаму и така натаму. Еден куп се работите кои што секако сакаме да ги овозможиме на самите граѓани. Јас верувам дека таквите политики ќе дават резултати. Она кое што решавањето на големите прашања, како што се членство во НАТО и во Европската Унија, го донесува во сите земји во регионот, ќе го донесат и во нашата земја. Јас сум убеден во тоа дека ќе успееме. Секако сме земја во развој, но најповеќе работите сега зависат од нас. Еве, од пријателска Грција 2 компании дојдоа, заедно потврдија поголема инвестиција од 700 милиони евра. Најголем дел е во енергетиката, но и во делот на процесната индустрија, која што имаме во државата. Сето тоа се нови работни места и притисок на побарувачка на работна сила, која што ќе значи на крајот поголема плата. Кој ќе плати повеќе, тој ќе може да го земе работникот. Тоа го отвори делот на спиралата на платите. Ова година веќе почнавме повторно преговори со работодавачите, да донесем уште една одлука за минималната плата. Минималната плата веднаш ги отвара спиралите на покачувањето на платите на граѓаните кои што работат на секаде. Јас сум убеден дека ваквиот тренд ќе продолжи во државата. Затоа што дефинитивно ако секоја земја која станала членка на НАТО ги зголемила 2 пати, 3 пати или 4 пати своите странски инвестиции, тоа ќе се случи и во нашата земја. Истовремено, Република Северна Македонија очекува во јуни да ги отвори поглавијата. Со отварањето на поглавијата влегуваме во така наречениот, јас така го нарекувам, меден месец, затоа што со поглавијата се отварат сите фондови према земјата, каде што само користиме имаме бенефиции од Европската Унија, а се до полноправно членство немаме обврска према Европската Унија. Тие пари се за земјоделие, тие пари се за индустрија, тие пари се за социјални трансфери. Сите кохезиони и компензациони фондови се отварат према нашите земји. Сето ова што досега се случи е вредно, затоа што на крајот значи стандард кај граѓаните. Подигање на севкупниот стандард и квалитет на живот за сите во Република Северна Македонија. Јас сум убеден дека дефинитивно доаѓа убаво време за нашата земја. Нема да зборувам за сите детали, по сите мерки кои што се офатени. Ангјушев ќе зборува малку за компаниите, каков дел на подршка очекуваат директно тие од државата своја, за да можат и домашните и странските компании се повеќе и повеќе да инвестираат. Денес имавме можност да го посетиме Фени. На вистина Фени е прв ваков случај во државата кој што покажа владење на правото. Имаше секаков вид на мешетарење околу него, но успеавме да 80 милиони евра досега се инвестирани во Фени. Тоа е делот на странските инвестиции. Еден дел од тие 624,5 милиони е Фени, со 80 милиони. Еве 10 милиони евра се почнати нови инвестиции за втората печка, која што се подготвува во Фени. Заедно со сите дејности имат околу 1000 луѓе кои што земат плата. Просечната плата е 29.000 денари, кои што имат во Фени. И притисокот ќе расте на дигањето на платите. Верувам дека веќе 2020 година летото ќе го дуплираат своето производство кое што е дупла од учеството нивно во бруто домашниот производ на државата. Денеска видовме сериозни перспективи. Ако се движат и добро берзанските цени,
ќе бидат мотивирани самите инвеститори уште повеќе да вложуваат, колку има поголем профит, тој се поделува заедно со работниците исто така и за повисоки плати. Да не зборувам за сите други инвестиции кои што ги имаме како намера овде. Општина Кавадарци е многу значајна општина. Имаме соработка со општината. И не интересира градоначалникот од која политичка партија е и фала Богу и него не го интересира. Го гледам, сака да донесе колку што може повеќе инвестиции за својот град. И тоа е добро. Ние со него може да бидеме политички различни во многу работи. Но кога се работи за граѓаните на Кавадарци, моја должност како премиер е да им служам, негова е како градоначалник да им служи. Заедно со сите министри работиме на квалитетни проекти. Одобрен е веќе големиот проект, веројатно следуваат денови на подпишување. Ангјушев го води, ќе каже неколку зборови за тоа. Кога разгледуваме каков ресурс да дадеме за Кавадарци, носиме позитивни одлуки, дадовме една трајна вредност од 400.000 евра преку хидроцентралите кои што се овде. Ќе каже деталите Кочо, не сум толку стручен во тој дел. Сега носиме одлука за 70 милиони евра градба на локални патишта. Кавадарци заслужува голем дел од тој колач. Нема Кавадарци да го враќа, ниту е кредит државата ќе го повлече за локални патишта, што се надлежност на општините. За сите општини, значаен дел е за Кавадарци. Околу 100 милиони евра се обезбедени пари за водоводи и канализации. Значаен дел е исто така и за Кавадарци. Сега тука се и градоначалниците и на Росоман и на Демиркапија, секако за цела Македонија, но сепак сме во Кавадарци, треба да знаат граѓаните на Кавадарци. Немаме намера да ги делиме општините никако, се водиме од нивната партиципативност во буџетот, а Кавадарците како партиципира во државниот буџет, се водиме по глава на жител, по вкупен број на населени места, по вкупни параметри кои што ги имаме и така ќе продолжиме и понатаму. Намерата ни е некаде на крајот на годината да направиме пресек и да ние како централна власт дополнително се и разластиме. Еден дел од институциите сакаме да ги пренесеме на сите општини во државата, како што се примарната здравствена заштита, центрите за социјални работи, институциите од областа на културата, ако некаде се уште не се децентрализирани, одредени нови приходи да создадеме во самите општини, во делот на шумските предпријатија, во делот на земјоделското земјиште и во делот на други надлежности кои што се ресурс за развој. Делот на концесиите е значаен, 78% веќе приходите влегуваат во општините и ќе продолжиме во тој правец и да се движиме. Конечна цел ни е да создадеме квалитетна инфраструктура, од водоводи, фекални и атмосферски канализации, убави локални патишта, да имаме спортски терени и спортски објекти. Верувам дека ќе се градат и многу нови спортски терени и објекти овде во Кавадарци. Стартуваме со проектот ваучери за некој месец, каде што секој спортски клуб ќе добие ваучери, кои што се директно пари во вкупна вредност на ниво на држава плюс 6 милиони евра за самиот спорт, заради тоа што животот е и платата, животот е и културата, ма животот е и спортот, животот е и здравството, животот е и образованието. Во еден ваков амбиент, јас верувам дека навистина доаѓаат убави денови за сите наши граѓани. Разговаравме веќе и за големи проекти, искористивме приликата на работниот состанок овде со градоначалникот. Еден дел од деталите ќе ги разработиме, но моја должност е да покажам веднаш позитивна иницијативност за изградба на нова клучка на трансферзалата овде, која што се отвара, за да го приближиме Росоман и целата Тиквешија лесно да ја направиме пристапна за автопатските решенија кои што се реализираат во целиот овој регион, но и еден голем дел на други квалитетни крупни проекти кои што се повеќе и повеќе и Кавадарци и целата Тиквешија ќе отварат како пупка. Знаете дека гасоводот доаѓа према Кавадарци, од друга страна ќе нападнеме од Грција, се склучени веќе договорите преку ТАФ, директно од Солунското пристаниште и од Северна Грција, носиме према Неготино, Кавадарци, Росоман, алтернативна цевка за газ, која што дефинитивно ќе биде одлична можност за развој. Општината веќе работи на проектни документации за гасификацијата, паралелно со националниот гасовод, е сериозна придобивка која што ќе остане трајно добро за Кавадарци. Важно ми е да граѓаните на Кавадарци знаат дека сме тука да служиме и да бидеме сервис. Доаѓа навистина убаво време, крупни беа политичките одлуки, беа чувствителни, беа сензитивни, но смогнавме сили. Гледаме дека имаме нови пријатели.
Денеска и Грција сака да докаже само бенефиција од овој договор и ние ќе сакаме да докажеме само бенефиција од овој договор. Европската Унија бара начини како да пушта што е можно повеќе грантови. Овде, земјите членки исто така. Гледате дека ни блеска земјата. Сакаме пријателите тоа да го преточат во економски ефекти, кои што ќе ги почувствуваат граѓаните. И работиме во тој правец и јас верувам дека придобивките ќе ги видат сите граѓани на нашата земја. Во тоа име, јас барам подршка за заедно сработиме. Доаѓа период кога заедно сите треба да сработиме. Граѓаните сите ние својот дел, општините својот дел, централната власт својот дел, но и сите други власти и институции својот дел. Покажавме дека кога се работи за граѓаните, кавадарци испрати една сериозна порака до сите во Македонија. Граѓаните лозари ни се граѓани прво, после се неприпадници или припадници на некои политички опции. Но ни се граѓани. Застанавме на вистина пратениците и од власта и од опозицијата. Градоначалникот, министерот за земјоделие, потпредседател на влада за економски прашања, јас, сите заедно, за да решаваме проблеми. Испративме порака дека може. Кога доаѓавме на влада да најдеме пари, прашањето беше каде ќе скратиме за да пуштиме на граѓаните. Но кога гледат сите дека стојат заедно сите, едногласно ги донесовме одлуките. Без разлика дали требаше да донесеме одлука за 2 милиона, за 5 милиона, за 3 милиона, за 7 милиона евра. Се работи за граѓаните. И јас верувам дека ќе продолжиме во тој дух да ги развиваме работите во целата наша земја, затоа што навистина кавадарци и овој пат покажа дека солидарноста и единството кога се работи за службата кон граѓаните дават резултати и ќе продолжиме секако во тој правец да ги движиме работите. Јас сум убеден дека доаѓа убаво економско време, кое што граѓаните ќе го почувствуваат сите. Овие денови очекуваме објавување на податоци, кои што само по себе се охрабрувачки податоци, кои што дефинитивно, конечно, ќе бидат добри кога граѓаните ќе ги почувствуваат. Во повисоки плати, во повисоки приходи во своите семејства, во повисок процент на решавање на проблемот со невработеноста, која што има, иако во Кавадарци е најмала, скоро најмала во целиот, ако не и најмала во цела земја. Јас сум убеден дека дефинитивно доаѓа квалитетно време за живот овде, во нашата земја, каде што ќе биде достоинствено да се живее во Република Северна Македонија. Ви благодарам на сите и останувам на располагање за сите ваши прашања. Благодарам премиера, вице-премиер Јушев, повелете. Добар ден, кавадарци од мене.